еве се отвори времето, гледам се повеќе посетители, каков интересот? Интересот е голем, затоа што се разбереме една работа. Ако отидете во било кој маркет, ќе најдете се освен овде што има, затоа што храната што се предава во маркетите се прави од бело брашно, бела сол, обичен зејтин, значи и индустријски производи. Ова е курсот на Македонија да пробаш нешто автентично наше, исконско. Значи, паките монетизации се многу битни заради две работи. Првата работа го запознаваш човекот кој што го произведува, затоа што ако купиш од маркет не знаеш како го правил, а секој производ има душа. Тоа е прва работа. Втора работа што би сакале да направиме е, например, вие живеете во Скопје, работите во некој министерство, небитно, зимете угова плата. Значи, воздухот што го дишате не може да го смените. Водата може да ја купите, може не, ама храната можете. Меѓутоа, она што е битно, што даво, значи, старите викаат од нејадење не се умира, ама од јадење Бога ми да. Што значи тоа? Ако купувате нездрава храна, тоа ќе имате проблем со доктори. Затоа ќе дојде тука како нашите предци живееле со оваа храна, фактички ги можете да живеете и вие. Зошто? Затоа што само изворното, автентично, кај е здраво. Зошто да го кажам? Јапонците пред 40 години имаат воведен термин се вика функционална храна. Што значи тоа? Значи, од една страна храната има хранливи компоненти, од друга страна има здравствени компоненти. Што значи тоа? Значи, ако купиш храна, во исто време ти и лек. А тоа е било лек затоа што е, например, во Македонија првата фабрика за лекови 1937 година, денешен алкалоид. Претходно што се рече на нашите предци? Па со храна и со пилки што ги имало природата. Значи, богатството на Македонија. Благоче, вие сте превентивата за нашето здравје, така? И еве се таа превентива е многу важна пред зимскиот период, а гледам кај те овде мношто производи, ти секогаш си иновативен во тој дел, имаш нешто интересно сега? Па имам интересни работи, тука е надведено се прополис, имам интересни работи, неколку производи. Меѓутоа, она што ми е нов производ, таа ова. Тоа е ладно цедено ореово масло и ладно цедено лешниково масло. Значи, македончето пред 100 години јадело масло од шарова љан, тоа е од Афион. Сончогледот не го познавал. Сончогледот дошол негде 60-тите години, кога е направена првата фабрика во Велес Благој Ѓоре. А нашите предци претходно фактички јаделе животински масти. Тие масти имале омега-3 масни киселини и фактички биле здрави и прави. Денешната индустрија за масло, сакајќи да го продолжи рокот на траење на растителните масла, ги вади омега-3 масните киселини во процесот на производство и автоматски прави од здрав производ нездрав производ. Голема штета. Например, стеролите и масните се многу битни за здравјето. Тие ги имале ладноцедените масла кои што се фактички вистински од природата направени. Сега замислете сега, имате ореово масло или лешниково масло, правиш салатичка небитно каква, наместо сончевдот кој што е без вкус, без мирис, само мрсно, ќе оставиш оревче или лешниче, тоа е страшна работа. Зошто? Затоа што целиот организам, целото тело бара не само омега-6 масни киселини, тука се омега-3, омега-9, цела палета на масни киселини, затоа што маслата индустријските се фактички, како да ви кажам, виза за Жан Митра. Се разбира што е? Апсолутно. Ото е тоа. Така, апсолутно се согласувам и можам да забележам дека години назад и си еден од најдобрите презентери на овие сајми. Посакувам успешен ден. Благодарам. Повелете дојдете.